Почитувани гледачи, добро дојдовте во вестите на телевизија Здравkin. Јас сум Габриела Лескова во продолжение на станите на денот. Дирекцијата за заштита и спасување со јасни насоки до Општинскиот штаб за заштита и спасување. Градоначалникот Коцевски потенцира законски санкции за неодговорните службеници кои го загрозуваат јавното здравје. Владата одлучи од сега недела е на работен ден. Се затворија детските игралишта и забавни паркови во Велес со цел спречување на инфекцијата и нејзиното ширење кај најмладата популација и нивните придружници. Ова и што неколку други одлуки и препораки донесе Општинскиот кризен штаб за заштита и спасување со цел заштита на јавното здравје. Дирекцијата за заштита и спасување упатила препораки кои што треба да ги почитуваат сите општински штабови за заштита и спасување, како и единиците на локалната самоуправа. Првиот човек на Велес, Аце Коцевски, на својата пресконференција извести дека штабот ќе заседава онолку колку што е потребно со цел заштита на здравјето на граѓаните и спречување на ширењето на коронавирусот. Континуирано ќе вршиме дезинфекција на објектите кои се во сопственост на општината, на јавните установи основани општината, на другите фреквентни јавни прометни површини. Тоа ќе се прави континуирано во наредниот период на територијата на целата општина. Покрај оваа донесени се и други одлуки. Се затвораат сите јавни детски игралишта, како и детски забавни паркови, со цел спречување на групирање и пренесување на инфекцијата кај немладите и нивните најблиски. Кластери се појавуваат во фирми со поголем број вработени, како и во фирми кои што вршат организиран превоз. Градоначалникот Коцевски препорачува санкции за неодговорните службеници кои што го загрозуваат јавното здравје на граѓаните. Дел од нив иделе на работа додека член од нивното семејство имал симптоми на коронавирусот или пак чекал резултати од тестирање. Ситуацијата со коронавирусот во Велес е разочарувачка според вчерашниот биланс од Министерството за здравство. Бројот на активни случаи се искачи на 505. Според градоначалникот на општина Велес, Аце Коцевски, и констатациите изнесени од страна на здравствените власти, оваа голема бројка се должи на неодговорното однесување на поединци кои што доаѓаат на своето работно место, иако некој член од неговото семејство има симптоми на коронавирусот или пак чека резултати од тестирање. Коцевски ги повикува надлежните да даваат законски санкции за неодговорните службеници кои што го загрозуваат јавното здравје на граѓаните. Имаме сознание дека одреден број наши сограѓанки и сограѓани не ги почитуваат овие препораки, не се однесуваат совесно и етички како што треба и дека заради тоа се доведуваме во ваква ситуација да ни се шири епидемијата. Јас апелирав до раководителите на институциите основани од општината да превземат и законски санкции против неодговорните службеници кои не пријавиле дека нивниот брачен партнер или некој член од семејството е позитивен или дека има симптоми и дека чека ред за тестирање или дека бил на тестирање. Состојбата во Велес и Велешко е загрижувачка бидејќи се јавуваат кластери во фирми кои што имаат поголем број на вработени, во фирми кои што вршат организиран превоз на вработените во Велес, но и надвор од него. Апел до управителите на фирмите, до собствениците на фирмите, до транспортерите, строго да се придржуваат на препораките и мерките и да ги полнат автобуските потенцијали, значи автобусите да бидат со максимум 50% од вкупниот капацитет, за да бидат на соодветно растојание вработените кои се превезуваат со автобусите. Истото се однесува и за фирмите кои вршат транспорт на јавните линии во Велес. Уште колку долго ќе се влошува состојбата во Велес и дали сите овие мерки на надлежните, како и апели ќе придонесат во подобрувањето на ситуацијата, останува да видиме во текот на наредниот период.
Владата на вчерашната седница ја прифати иницијативата недела да биде неработен ден за сите граѓани на државата. Гостителските објекти ставаат клуч на вратата за посетители после 21 часот. Покрај овие донесе и други важни одлуки и деталите во продолжение. На вчерашната 17-та седница на владата на нашата земја беше прифатена иницијативата недела да биде неработен ден за сите граѓани на државата. Покрај ова се донесоа и други значајни одлуки како превентивно спречување на ширење на заразата од коронавирусот. Се скратува работењето на угостителските објекти, истите ги затвораат вратите во 21 часот, освен оние кои вршат достава и шалтерска продажба на храна. Ова одлука важи и за угостителските објекти на бензинските станици, а исклучени се угостителските објекти на ТАФ аеродромите во Скопје и Охрид и хотелските ресторани за гостите кои што се сместени во хотелите. На вчерашната седница исто така беше донесена одлуката за забрането групирање после 21 часот на јавни површини повеќе од 4 лица. Покрај веќе набројаните, една од најважните одлуки е што владата усвои препорака за сите домашни и странски граѓани на територијата на Северна Македонија после 21 часот да не се движат на јавен простор доколку немаат важни и неопходни потреби. Владата донесе и препорака за граѓаните да не се групираат во домовите по повод семејни прослави, слави или пак други собири во групи поголеми од 4 лица кои што не живеат во иста заедница. Рокот за пријавување на конкурсите за ученички стипендии трае до 9 ноември. Од МОН препорачуваат електронска достава на документите со цел да се избегнат гужвите согласно ситуацијата со коронавирусот, но секој кој што нема пристап до интернет може да ги остави хартиено преку архивата на МОН. Министерството за образование и наука потсетува дека во тек е аплицирањето за стекнување на правото на ученичка стипендија во учебната 2020-2021 година, која трае заклучно со 9 ноември. Конкурсите се објавени на интернет страницата на МОН, а потребните документи можат да се поднесат или хартиено преку архивата на МОН или пак електронски преку интернет платформата konkursi.mon.gov.mk. Кандидатите кои ќе аплицираат електронски немаат обврска да ги достава документите хартиено и обратно. Учениците кои поради каква било причина немаат можност или нема да одберат да аплицираат електронски, ги доставуваат документите само хартиено во МОН. Апликацијата ќе се смета за валидна и ќе биде предмет на разгледување од надлежните комисии. Имајќи ја предвид актуелната епидемиолошка состојба во државата, во интерес на заштита на личното здравје, а со тоа и заштита на јавното здравје, Министерството за образование и наука упатува апел до потенцијалните кандидати за стипендии, доколку се во можност да го искористат електронскиот начин на поднесување на апликацијата, кој е безбеден, но и поедноставен во однос на доставата на документите во хартиена форма во просториите на МОН. Тие потсетуваат дека покрај вообичаените категории на стипендии кои што беа достапни досега, за ова учебна година Министерството за образование и наука обезбеди неколку дополнителни категории на стипендии за учениците од средното стручно образование. Преку кампања на Facebook, министерот за здравство доктор Венко Филипче се обидува да ја долови на граѓаните важноста на носењето маска. Овој негов пристап најде на бура од негативни коментари на социјалната мрежа Facebook. Преку видеа, слики и кампања на Facebook, министерот за здравство доктор Венко Филипче се обидува да им прикаже на граѓаните од колкава важност е носењето маска. Носам маска, затоа што и верувам на науката. Маската докажано не штити од вирусот. Носам маска, затоа што се штитам себе си, а со тоа и другите. Затоа што ги сакам и ги штитам моите најблиски. Носам маска, затоа што ги почитувам здравствените работници. Затоа што сум одговорен и зрел човек, кој не мисли само на себе. Носам маска, затоа што е најмалку што можам да направам за да помогнам. Затоа што така придонесувам и се борам. Затоа што се грижам и помагам. Носам маска за сите нас.
Оваа кампања е негов начин за прикажување на граѓаните за важноста на истата, најдена бура од негативни коментари од страна на граѓаните кои што ги напишаа на социјалните мрежи. Инаку ситуацијата со коронавирусот на ниво на целата земја секојдневно руши црни рекорди на новозаболени, сведочиме на голем број смртни случаи и полни болнички капацитети. Сите светлината од тунелот ја гледаат во вакцината, за која што министерот за здравство Венко Филипче најави дека аплицирале преку Ковакс системот. Ние аплициравме преку Ковакс механизмот, како и сите други земји во регионот, за вакцини за 20% од населението. Тоа се 800.000 дози, заради тоа што ќе треба по 2 дози, една и после неколку недели уште еднаш согласно сегашните созданија за развој на антителата. Како сега стојат сознанията во однос на напредокот, очекувањата се дека вакцината ќе биде достапна на почетокот на следната година, рече министерот Филипче во гостување за национална телевизија. Исламската држава ја презеде одговорноста за терористичкиот напад во Виена. Унгарската влада повторно воведе вонредна состојба поради епидемијата на коронавирусот, која што ќе трае 90 дена. Белгија почнува со организација за дистрибуција на вакцина против COVID-19, при што приоритет за добивање на доза ќе имаат здравствените работници. Светот денеска. Исламската држава ја презеде одговорноста за терористичкиот напад во Виена, во кој што загинаа 4 лица, а 22 се повредени. Војник на калифатот изврши напад со огнено оружје, мачета и уби или рани околу 30 луѓе, вклучително и полицајци во центарот на градот во понеделникот вечерта. Вчера Исламската држава на својата платформа Нашир Ньюс. Вчерашниот ден по терористичкиот напад во Виена помина во присуство на бројни безбедносни сили на улиците. Генералниот директор за јавната безбедност Франц Руф истакна дека во акцијата учествуваат 50 припадници на специјалните единици Кобра, 100 припадници на единицата Вега, како и голем број други полициски единици, но и специјалисти од антитерористичката служба. Тој посочи дека полицијата го затворила центарот на градот и дека во договор со меѓународните партнери е засилена контролата на границите на Австрија. Унгарската влада повторно воведе вонредна состојба поради епидемијата на коронавирусот, која стапи на сила вчера на полноќ и ќе трае 90 дена, објави премиерот Виктор Орбан. Баровите и местата за забава се затвораат и се воведува ноќен полициски час. Училиштата, продавниците и рестораните остануваат отворени, пренесува Reuters. Орбан преку видео на порака на Facebook објави дека вонредната состојба ќе трае 90 дена. Белгија почнува со организација за дистрибуција на вакцина против COVID-19, при што приоритет за добивање на доза ќе имаат здравствените работници. Според белгиските медиуми, првата вакцина што ќе пристигне би требало да биде таа на AstraZeneca, а предвидени се 1,2 милиони дози за Белгија. Од Агенцијата за лекови објаснуваат дека е создадена посебна работна група во земјата која има задача да ја организира кампањата за вакцинација на најефикасен начин откако ќе пристигнат првите дози. Врховниот здравствен совет на Белгија смета дека здравствените работници, кои што ги има над 500.000 во целата земја, мора да бидат приоритетни. Со оглед на тоа дека се потребни 2 дози, првата испорака од 1 милион вакцини ќе биде резервирана за тие 500.000 здравствени работници, објаснуваат од здравствениот совет. Почитувани гледачи, во продолжение ја дознаваме временската прогноза за денеска, но и за тоа какви температури не очекуваат во текот на наредните денови. Деталите ги подготви колегата Злата Јосифовски.
Почитувани гледачи, ова е последната информација од ова информативно издание на вестите. За повеќе детали од Велес Македонија и светот, следете нашата Facebook страница Телевизија Здравкин и нашиот YouTube канал. Имајте пријатна вечер.